Тутунарите од Радовишко не попуштаат во битката за реално вреднување на нивниот труд, откако половина час со полицијата си докажуваат дали е пријавена или не блокадата, го запреа сообраќајот на патот Радовиш-Штип и побараа итно решавање на нивните проблеми. Полицијата вика не бил уредно пријавен. Ја нека видат оти уредно пријавен. Они ги поштат за тоа што се плашат од нив. Јас не се плашам, оти немам пари дома ич. Божик за мене иде утре на Танас, јас сум на Танасов ден. Немам ич пари до тугај. За трета бе Вајтутун, дали вреде? Погледнете на Вајтутун. Дали вреде за трета бе? Прва класа, екстра прва класа, трета бе. Вреде ли Вајтутун за трета бе? Вреде ли, луѓе? Не вреде. Секој штрајкуваме до крај туку. Планираме некој ден во Македонија, сите народ да се собереме 200.000 работники во земјоделец, преку владата, како портали да фрлиме од собранието на доле. Друго ништо. Или одлука да донесе нешто од тутуната се купи, или да се собереме. Владата и денеска се обиде да отфрли одговорноста од себе и наместо да ги решава проблемите, на тутунарските протести возврати со контрапротести пред штабовите на СДСМ во Струмица и Радовиш. Овој протест пред штабот на СДСМ во Струмица е повик до Бранко Црвенковски и неговите послушници да престанат да ги злоупотребуваат тутунарите во Струмичкиот регион. Сметаме дека нема потреба на патиштата да се штрајкува, да се затварат патишта. Едноставно пред пунктовите или пред фирмите кои што откупува. Од општинскиот разгранок на СДСМ во Струмица на премиерот му е упатија оваа порака. СДСМ го повика од Груевски да не се зацкрива зад своите партиски војници, туку да излезе пред тутунарите кои со тешки маки се борат за својата гола екзистенција и пред нив нека ги повтори заканите. Таму ќе го добие вистинскиот одговор на неговите лаги. И покрај притисоците, тутунарите велат дека тутунот нема да го дадат за џабе, ќе продолжат со протестите, се додека откупните цени не го достигнат ланското ниво.